распослан на двата брега од реката Луда Мара, во центарот на Тиквешијата. Градот кој што е синоним за мерак ракија и секојаш добро бело и црвено вино. Некаде помеѓу лозовите насади и модерниве градби, градот дише во ритамот на песната, боемите и добрата капка. Исклучително вредни луѓе, кои што имаат обврска, но и задоволство од своите лозови насади да го дадат најдоброто на Македонија. Најдоброто за Македонија, во живо, одовде од Кавадарци. Добре дојдовте. Добро утро, драги пријатели. Уште едно вторнично утро и уште едно ново телевизиско патешествие. Ова дождливо утро екипата на утринската програма Сака Македонија е во живо од градот на популарните лозари, градот Кавадарци. Ви испраќам поздрави одовде од центарот на Кавадарци, облачново и дождливо време. Нема да биде причина ова утро да не уживаме во градот на Луда Мара. Гроздоверот заврши, но љубовта на кавадарчани кон сите посетители и добронамерници вечно трае. Во Кавадарци никој и никаде нема да те праша од кај си. Туку веднаш ке те поздрави и ке те праша што пиеш. Во Кавадарци не те прашуваат што работиш, те прашуваат ја знаеш ли оваа песна. Затоа Кавадарци е поинаков од било кој друг дел на нашата преубава земја. Со специфичен, само за нив, карактеристичен кавадаречи хумор, вечно насмеаните кавадарчани ќе ви раскажат 1001 приказна за нивниот убав град. Љубовта кон градот и кон своите сограѓани е немерлива. За жал, нашето време се мери, па започнуваме веднаш. Стандардно со неколку работи, кои мора да ги знаете за Кавадарци и за кавадарчани. Градот Кавадарци е сместен во југозападниот дел на Повардарието и представува центар на Тиквешко. Иако препознатлив по гроздовите напивки, градот своето име го добива од зборот Кавадион, кој значал наметка од специјална ткаинина, која луѓето што живееле таму ја изработувале за царевите, боговите, пашите. Лозарството во Тиквеш има долга традиција. Тиквешкиот регион во минатото бил најголем лозарски регион во Македонија и на Балканот. Постои легенда според која во Тиквеш, како најсушен регион во Македонија, повеќе имало вино отколку вода. Во некои тиквешки села постојат остатоци од куќи, зидани со непечени тулип литар, при што тулите и калта биле правени со вино. По Балканските војни и по Првата светска војна, лозијата во Тиквеш биле уништени од штетникот филоксера. Од 1930 година постепено се обновувале лозовите насади, калемени врз американска подлога. Музејот на вкусеви е идентитет на градот. Единствениот музеј од ваков вид во земјава или музеј на вкусевите, како што се нарекува и личната карта на Кавадарци. 500 експонати се распоредени во неколку нивоа, а представено е и производството на вино и на храна. Во овој објект се собрани минатото и традицијата на овој град. Кавадарци е надалеку познато по лозарството. Првата винарска визба е основана од семејството Велкови во 1885 година и е најстарата во Македонија. Тиквеш го основал Пане Велков, заедно со својот син Ристо. Хотелот Балкан пак е најстарата градба во Кавадарци, а сега работи како ресторан. Изграден недалечната 1928 година, во хотелот е одржана првата театарска представа во градот, а таму се одвивал и културниот живот на Кавадарци. Во дворот, односно летната тераса на ресторанот, се наоѓа најстарата лоза во Македонија, а можеби и пошироко. Предпоставка е дека е стара најмалку 120 години, а се уште е активна и раѓа гроздија. Таа датира од пред изградбата на хотелот, но е сочувана како знаменитост. Кавадарци денес се гордее со еден од најубавите паркови во Македонија, препон со дрвја, но и со новиот градски плоштад, кој е собиралиште на кавадарчани. Простор каде што се одржуваат сите најзначени манифестации во градот, Свети Трифун, Тиквешки гроздовер и други, а тука е и реконструираниот кеј со кој се изврши регулација на реката Луда Мара. Има ли дом, куќа, стан, зграда што не прави стара жолта кавадаречка ракија овде? Има ли дом кој не прави домашно бело или црвено винце за вака ладните денови? Велат во Кавадарци се прават само неколку тони за домашна потреба, по некој тон за пријателите и добронамерниците и 2-3 тона за не дај Боже. На кавадарчани никој не може да им го одземе духот, смејата, шегата и лозието. Иако е исклучително тешко и макотрпно работењето на лозие,
Иако скоро секоја година нивната работа е поценета и не е доволно платена, тие го сакаат, му се радуваат. На крајот од денот и покрај сите неправди со откупот на грозието, кавадарчани се насмејани луѓе, затоа се единствени. Но кавадарчани не ги мачи само откупот на грозие, субвенциите, секојдневните маки на полето. И тук, во градот, се соочуваат со секојдневни предизвици и проблеми. Еден од најголемите проблеми пак ни го јавија кавадарчани на нашата Facebook фан страница. Кавадарци покрај град на Лозарите, за жал, е и град каде што има најмногу кучиња скитници во Република Македонија. Градот никогаш немал своја шинтерска служба, ниту пак план како да ги заштити кавадарчани, но и самите кучиња. Кавадарчани веруваат дека последниве години за хаосот со кучињата се виновни и граѓаните од другите градови. Јавна тајна овде во Кавадарци почитувани е дека од другите градови носат бездомни кучиња и се ослободуваат од нив токму во Кавадарци. На оваа сторија работеше мојата колешка Јулија Цветковска. Теоријата вели дека кучето или песот е припитомен подвид на сивиот волк. Го припитомил човекот и денес кучето служи како негов миленик. Оваа теорија не живее своја пракса во Кавадарци. Кучиња скитници сеат страв низ Кавадарци. Шинтерска служба нема. Кавадарчани велат има само несовесни собственици. Па милениците, иако со педигре, завршуваат на улица. Жителите свесни, знаат како се зголемува нивниот број на улица. Според едни, кучињата завршуваат како скитници благодарение на своите несовесни собственици. Според други, ги заловуваат во други општини и со коли ги носат овде, во Кавадарци. Да, секако месечно, секако има по неколку случаи. Во интерес на вистината повеќе се касање од домашни кучиња, тоест од соседи, но имаме случаи кои се и од скитничките кучиња. Освен потребата да останете свесни и смирени, по приемот во болница следува процедура. Со лекарски речник таа изгледа вака. Значи, прво се згрижуваме за раните кои се направени, се зависност од раната и обемот на интервенција што ќе се направи, тоа е прво хируршка обработка на раните. И потоа веќе ако пациентот е стабилизиран и нема нешто посериозно, се мисли за инфективните преносители, т.е. задолжителна профилактика за тетанус и евентуално се прави консултација со инфектолог за рабис, за беснил. Дека проблемите кои што со себе ги носат нападите од вакви незгрижени кучиња се сериозни, потврдува и доктор Мистерлиовски. Апсолутно. Обично кога напаѓаат тие се во глутница, така да раните може да бидат доста длабоки со осакатување на пациентите. Проблемот е комплексен. Решението не е едноставно. Како млад доктор кој што студиите ги поминал во град од Европската Унија, вели дека Кавадарци нема ексклузива на проблемот со кучињата. Го имале многу други градови. Затоа предлага и решенија. Па со сигурност проблемот е комплексен. Јас од искуство, пошто завршив во Софија, таму исто, иако се во Европска Унија, не им беше решен проблем со кучињата скитници. Една дел од проблемот е нивна кастрација, за да не може да им се зголеми бројот. Но задолжително би требало и да негде да се одгледуваат тие кучиња, да се згрижуваат, за да не дојде до несакани последици. Предлог решение на проблемот побаравме и во Анима Рейно, Здружение за заштита на животните во Кавадарци. И покрај нашите инсистирања да ја слушнеме нивната страна на приказната, не наидовме на желба за соработка. Очигледно сакаат локалните проблеми да ги решаваат само на Facebook. Затоа се обративме кај оние посериозните. Срце за животните од Скопје. Според нив, еве што е решението. Срце за животните уште од своето основање 2005 година имаше доставувано предлози и до град Скопје и воедно до надлежното министерство кое што тогаш уште го немаше донесено законот за благосостојба на животните со своји предлози. Еден од проектите кои што беа од секогаш застапувани од нашето здружение се однесуваше токму за решенијата за комплетно како да се реши овој проблем, бидејќи не само во Кавадарци нема град во Македонија, вклучително и Скопје, кој што го има тоа решено. Уште од самиот почеток ние застапуваме програмата залови, стерилизирај и врати. Меѓутоа со незино доследно спроведување, така да кажам, бидејќи повеќето од општините во Македонија кои што и почнале со таква програма, не ја спроведуваат доследно.
Имено, значи, се јавуваат сериозни проблеми поради недоследното спроведување. Например, заловувањето на животните и нивната стерилизација потоа не се враќаат на истата локација. Кога животните не се враќаат на истата локација, знаеме дека кучињата како вид држат одредена територија. Како последица од тоа имаме сериозни проблеми со каснување на граѓани во сите градови низ Македонија и тоа е една од директните последици поради недоследно спроведување на тој проект, значи кој што некои од општините значи почнале да го спроведуваат. Мене ми е многу жал што властите во Република Македонија генерално, поголемиот дел кога здруженијата ќе предложат нешто или ќе дадат некакви насоки, сето тоа го претежно гледаат како критика. Значи, ние, ако критикуваме нешто, тоа е работата. Ние немаме ништо лично против било кој политичар или градоначалник кој што е на таа функција. Казни за несовесни сопственици, кастрација, залови, стерилизирај врати. Ова се само дел од предлозите за решавање на овој тежок проблем на кавадарчани. Дали локалните власти ќе се обидат некој од нив да спроведат на терен, останува нивна одлука. За сега е очигледно дека кучето што лае сепак каса. Јас сакам Македонија, ова утро во живо од Кавадарци. Видовте, почитувани гледачи, кој е најголемиот проблем на кавадарчани. За мене лично е несфатливо како дел од организациите за заштита на животните не сака јавно да говори, да зборува за овој проблем. За жал, кај нив борбата завршува со статус на Facebook, но ние одиме понатам. Сериозна е бројката на каснати луѓе во Кавадарци од кучиња скитници. Токму на оваа тема ја имам и колешката Мирјана Крстовска во живо со свој соговорник. Мими, да го се слушаме. Добро утро. Добро утро, Александар, до тебе. Добро утро до сите гледачи на Сака Македонија. Од срцето на тиквешијата, како што најави, проблемот на кој што ќе се посветиме е кучињата скитници, но веднаш кога ќе се спомене кучињата скитници со своето присуство се скоро секаде во сите градови, помали и поголеми општини и населени места, но карактеристично во градот Кавадарци е тоа што по бројните коментари на граѓаните се едноставно заклучува фактот дека тука со други возила, односно со возила со други регистарски таблички од населени места се носат заловени кучиња и се пуштаат токму тука. Тоа создава дополнителен проблем на жителите на Кавадарци затоа што се зголемува бројот на кучиња скитници покрај постоечкиот со кој што се соочува самиот град. На оваа тема и пошироко разговараме со мојот денешен соговорник, така што едноставно побаравме одговор, тоа е господинот Кире Делов, секретар од општина Кавадарци. Најпрво добро утро и добро дојдовте во Сака Македонија. Ви благодарам за поканата. Добар ден и поздрав до гледачите на телевизија Сител. Како што најави, кучињата скитници се проблем во сите градови, помали и поголеми општини и населени места, но особено изразен проблемот со кучињата скитници во градот Кавадарци. Зошто? Видете, проблемот, како што и сами рековте, не е само во општина Кавадарци. Свесни сме за овој проблем и проблемот со кој што се соочуваат нашите сограѓани. На оваа тема оваа тема е од поширок карактер и во со цел надминување на овој проблем општина Кавадарци заедно со уште 9 други општини во соработка со Вардарски планскиот регион активно учествува во изработка на проект со цел надминување на овој проблем, а крајната цел е да се изгради или да се отвори едно прифатилиште кое што ќе биде регионално, со кое што се надеваме дека не само општина Кавадарци, туку и другите останати општини кои што се членки на Вардарскиот планскиот регион ќе го надминат овој проблем. Во меѓувреме, додека се изнаоѓаат моделите за надминување, односно изградбата на ова прифатилиште, општина Кавадарци превзема активни чекори и мерки за надминување на истиот. Всушност, во соработка со ветеринарната станица во чиј склоп е шинтерската служба од Неготино, во неколку наврати се преземени неколку акции од нивна страна. Тие акции вродија со плод до одреден момент, додека не осознавме или додека наши сограѓани не ни кажа дека се видени комбиња како растовараат кучиња на периферните делови од Кавадарци,
кои куќиња кои што после одреден период можеме да ги видиме и сведоци сме во централните градски подрачја каде што настануваат проблемите со граѓаните. Исто така општина Кавадарци во дел на надминување на овој проблем има соработки со Сдруженијето Аним и Реино, на чие барање, а се разбира во соработка со Советот на општина Кавадарци, им беше одобрена одредена сума на финансиски средства со цел да им се помогне во нивните активности во делот на згрижување на куќињата скитници. Спомнавте, се планира изградба на прифатилиште. Зошто досега не е превземен таков чекор? Видете, ова станува збор за сериозен проблем и за спектрот од поширок ранг. Значи станува збор за регионално прифатилиште, така да не е тука само случајот со Кавадарци, проблемот и во другите општини за кои што сметаме дека во таа насока не секогаш динамиката на нештата се одвива онака како што ние посакуваме. Сепак се надевам дека во најскоро време овој проблем ќе биде надминат. Зошто во комуналното предпријатие Кавадарци не функционира шинтерска служба? За ова би требало да поразговараме можеби со директорот на јавното комунално предпријатие. Немам информација во овој момент. Не би сакал, посебно со оглед на ситуацијата сега во која што се наоѓа Република Македонија во избори, да создава можност за шпекулации во Куќињата скитници се проблем кој што особено ги тангираат кавадарчани во текот на нивното живење и нормално функционирање. Многу чести се коментарите и на интернет порталите или пак на Facebook страниците каде што мајки, баби, родители ги носат своите деца плашејќи се на 40 метри оддалеченост од училиштето, плашејќи се да не ги нападне едноставно куќе. Дали се пријавени случаи на напади од куќиња скитници? Досега во општина Кавадарци имаме исплатено оштета поради каснување на наш сограѓанин, мислам еднаш или два пати. Има пријави, има дојави, свесни сме од Facebook профилите на сета оваа ситуација, се обидуваме во рамки на можности да го изменаџираме цел овој процес, за да нашите сограѓани сепак се чувствуваат побезбедни кога станува збор за ова материја. Така, во однос што ќе превземете во однос на фактот и на коментарите, сведочењата на граѓаните, односно жителите на општина на градот Кавадарци дека комбиња или пак возила со регистарски таблички од други градови носат тука куќиња. Дали планирате да преземете нешто за едноставно на тој начин да се заштитите од зголемување на бројот на куќињата скитници? Видите, во ова насока останува само да апелираме до службите и до останатите општини да не го прават тоа, затоа што решавањето на нивниот проблем значи наметнување на проблем на нивна соседна општина, што значи со тоа ништо не постигнале. Во овој момент немаме конкретни податоци, значи дојавата од нашите сограѓани е само дека се видени комбиња без можност да видат регистарска таблица, така да не сме во можност да интервенираме во тој поглед. Останува само на апелот да престанат да го прават тоа, а од наша страна останува врската што ја превземаме во соработка со ветеринарната станица во Неготино, да може поинтензивно да ги превземаме акциите во поглед на куќињата скитници. Господине Кире, јас ќе ви се заблагодарам за овој утрински разговор и секако за вашето гостување во Ја сака Македонија. Ви благодарам. Александар, она што се случува во градот Кавадарци е проблем со кој што се соочуваат сите поголеми и помали населени места секако, но овдека е особено изразен затоа што е поголем бројот на куќиња скитници поради наметнувањето на тој проблем, како што кажи господинот Кире, од страна на соседните општини и градови, да ги едноставно да си го решат со заловените куќиња да ги пуштат во градот Кавадарци. Не знаеме зошто е тоа така и зошто нели е одбран овој преубав град во срцето на Тиквешијата. Останува да едноставно апелираме до сите општини и секако градови овој проблем да го решат како што се вели народски во својот двор, а ѓубрето да не го исфрлаат во соседниот двор. Мими, ти благодарам. Миријана Крстовска во живо со најголемиот проблем на кавадарчани. А ние од овде, почитувани гледачи, од центарот на Кавадарци, лоцираме уште еден проблем. Сте слушнали можеби за тиквешките точкаджи. Тоа е неголемата велосипедска заедница кај нас. Љубителите на двете тркала си го имаат Алшар, велосипедската тура крстена по истоимениот прочен рудник. Но за жал, иако повеќе од половина кавадарчани се на точак, во градот се уште нема ниту една велосипедска патека. Но во секое лошо
Има и добро. Во минутите што следуваат, ве запознаваме со Горан Рипата, човекот кој точаците ги стави во функција на децата со хендикеп. Рипата е кавадарчанец, кој доби специјално признание за иновација, и тоа за изработка на трицикли за движење на лицата со хендикеп. Човеков го познавам лично. Од прва рака ви кажувам, прилогот кој следува ќе ве натера, доколку се уште немате велосипед, да купите. Ова се насловите низ македонските информативни гласила за сообраќајните несреќи во кои учествували и велосипедисти. Излегувањето со велосипед на улица е вистински руски рулет. Во сите поголеми, но и помали градови во републиката. Ништо поинаку не е ниту во Кавадарци. Ги имаат тиквешките точкаджии, ја имаат и велосипедската трка Алшар, немаат патека. Статистиките на кавадарчани велат дека овој град во Тиквешијата има најголем број на велосипедисти. Но влюбениците во ова хоби, активност или спорт, наместо по велосипедски патеки, секојдневно се движат низ кавадаречкиот сообраќаен хаос. Но кавадаречката велосипедска приказна има и своја позитивна страна. Се вика Горан Ристовски. Кавадарчани го знаат како Рипата. Влюбен е во велосипедите, па од предизвестно време. Таа љубов ја претвори и во фамилиарен бизнис. Велосипедот изваден од фабричка лента никогаш не бил доволно добар за него. Од моја 10 годишна возраст, љубовта постои кон велосипедите и брзини, кочење и така да се изменат, да не бидат како што се фабрично направени. Па до пред 2 години тоа хоби моје прерасна во професионализам со самообработување што е од владата, што беше, си отвори фирма и така изработуваме и трицикли, и тандем, бајкови и така. Во 2015 година, неговата желба да помогне на луѓето на кои што навистина им е потребна помош, се потврдува и со наградата за иновативност. Ги спомна трициклите, во 2015 година имаш добиена награда за иновативност. Да. За каква награда станува збор? Зашто ја доби таа награда? Таа награда е добиена за помагање на луѓето со хендикеп, со изгубена рамнотежа, мозочен удар и така. Горан трициклите ги приспособил за лицата со хендикеп, за тоа добил и признание. Но општината се уште не приспособила ниту патека, ниту пак дел од улица, за да понезе возат и обичните велосипедисти, но и овие од трициклите на Горан. Како човек кој што по цел ден е со велосипеди и велосипедисти, има предлог маршрута за велосипедска патека. Па мора да се направи и сигурно имат предлог Кавадарци советот дадено да Кавадарци Моклиште, Кавадарци Делмар да се направи обавезно. А дека работата е пасија, докаже и неговото друго хоби, повторно поврзано со велосипедите. Имено Горан е колекционер на велосипедски звончиња, но и на велосипеди од едно многу постаро време. Имаме соберено, значи 175 звончиња. Сите се претежно од странство, добиени како подароци, купени и така. Датират од 1920 до 50 и понов период. А велосипедите сепак се од 20-те години. Фишер рекол, за некого работата е страшно едноставна, за друг пак едноставно страшна. За Горан работата е љубов, секојдневие, хоби, рутина, семејна традиција. Токму затоа и денот по кафето почнува со тура до Моклиште. Обавезно сабајле со сопругата по 5 до 10 километри си возим секој сабајле. Нашата кратка велосипедска тура низ Кавадарци помина без последици. Останатите велосипедисти од групата го продолжија патот кон Моклиште, навикнати на нервозни возачи и сообраќај во кој што велосипедистите секогаш се виновни. Чекајќи на велосипедска патека, не се откажуваат од својата љубов кон велосипедот. Напротив, со силна волја, потврдуваат дека секогаш може, но и треба подобро. Градот Кавадарци има развиено стопанство. Можеби не толку големо како некогаш во минатото, но денеска Кавадарци е сепак водечи град во нашата земја по бројот на вработени и работно ангажирани лица. Во Кавадарци е сосема природно да има винари,
големи или мали, како Тиквеш, Попов, Чекоров. Кавадарци си го има и Фени, а однеодамна и Дрекселмаер. Големиот дел од кавадарчани имаат своје лозија и своји ниви. Во непосредна близина се разбира, на Кавадарци е приубавото Тиквешко езеро и околните села, кои на Кавадарци му даваат дополнителен шмек на градот. Во Кавадарци се врти околу грозието и деликатесите од него, како стара ракија и добро вино. Но сте знаеле ли дека во Кавадарци покрај бело, црвено и розе вино, создаваат и вино со сина и зелена боја? Да, како што слушавте, во градот на Лозарите може да купите и плаво вино или екозелено. Приказата ни раскажува колешката Миријана Давидовска. Влюбен во поезијата, литературата и во виното, но кое самиот го произведува и тоа на уникатен начин. Владко Тасев, професор по македонски јазик од Кавадарци, е иноваторот кој создаде вино во сина и зелена боја. Во својата скромна винска работилница пред 15 години, сакајќи да експериментира, инспириран од истакнатиот француски поет Шарл Бодлер, го создал виното во сина и зелена боја, за кој ќе каже дека будат поинакви чувства кај дегустаторите. Ако го прашате некој сомелиер или некој винар традиционален, би рекол дека ова е нарушување на она боговска позиција на виното, дека е сквернавање и така натаму. Меѓутоа, не би се сложил, бидејќи само мал пример колку за споредба. Секој човек секојдневно го менува својот изглед, нели така? Тоа е за да се промени нешто во живот. Шарл Бодлер би го спомнал. Тој тврди дека виното има душа. Па ако виното има душа, тоа е суштество, нели? Зошто да не му дозволиме на виното да има своја автентичност, да направи промена? Не сум јас, нели, професионален винар, не се бавам и немам намера, нели, во поголема форма да одам со производство и комерцијализација. Рецептот е семејна тајна. Виното е создадено од одбрани зрна грозје од тиквешијата, целосно органски со природни ароми. Се работи за органска природна боја, добиена од многу експерименти со растителни екстракти и со дозирање и со температурни разлики во тек на ферментирање и така. Мислам нека остане тајна. Мислам дека би се сложиле сите со тоа. Ризник со мала доза на темјаника и тоа е нормално суво вино. Меѓутоа, сепак не е нормално, нели? Кога ќе го погледнеме, во нас се буди некоја топлина, имено сината боја и зелената се топли бои, кои ја возбудуваат душата, кои не прават сречни и затоа е толку примамливо. Најдобар промотор на градот се добрите угостители, а кавадарчани може да се пофалат дека негуваат долга угостителска традиција. Малкумина знаат дека токму од овој крај потекнуваат и маџунот, за кој кавадарчани би рекле дека е природен лек, хранлив како мајчиното млеко. Гроздовиот слад најчесто се служи со тиквешките пеши, за кои повеќе ни открива најпознатиот кавадарачки угостител Кирил од фамилијата Белевски. Нашата традиција потекнува негде од 64-та година, па до ден денеска. Еве, јас сум собственик на ресторан во Кавадарци, мојот брат исто пап во Кавадарци, мојот чичко на татко ми брат исто се занимава со кафана. Планираме и понатаки да го развиваме овој бизнис, како мојот внук сега, Пане Белевски, се запише во Германија, кај што ќе продолжи традицијата на повисоко ниво малку. А може да се пофалиме, еве, на кавадарачки, како да кажам, пеши. Приготвуваме пеши со маџун. Маџунот е исто така традиционален во Кавадарци. Со работа, не е само работа во оваа професија. Треба многу голема љубов. Пеши на кавадаречки начин. Од веќе приготвеното тесто содржи брашно, квасец, вода, млака, постојано и замесено. Го замесуваме и се прават познатите кавадаречки пишири. Тесто го размесуваме, добиваме округла форма, го сечиме за кратко, само да скисне за минута, две и го пражиме.
За кавадарчани ќе рече дека се непознатите лозари, шегаджи, но малкумина знаат дека Кавадарци е и град каде безрезервно се негува поезијата, културата и уметноста. 7 септемвриската награда е едно од највисоките одликувања кои ги доделува градот, а добедник на истата е токму нашиот колега радионовинар, кој во меѓувреме пишува и поезија. Спојот на поезијата и виното имаат многу допирни точки, тоа го кажуваат и моите претходни соговорници. Љубовта за пишување постои од секогаш кај мене, меѓутоа сум повеќе говорник или оратор одошто пишувач. Меѓутоа понекогаш и издавам по некоја книга. Оваа моја втора едиција, збирка мисли, песни и поезија и Буден сонува, е како награда на токму таа спомената 7 септемвриска награда и единствената книга од Кавадарци која оваа 2017 година беше промовирана на сајмот на книгата на нивна покана, која доби и собствен штанд за промоција на книгоиздавателството од Кавадарци на Градска библиотека Феткин од градот. Боем, новинар, поет Стефанов не само што остава свој белег во историјата на уметноста на градот Кавадарци, тој и самиот ја пишува. Се обидувам како човек од медиумите да бидам хроничар на времињата, да ги пребележувам настаните, меѓутоа можам да се пофалам со еден евент кој можам слободно да кажам дека беше најголем во 2010 година, кога Кавадарци беше град на културата на Република Македонија и тогаш бевме страшно сите ангажирани луѓе од овој еснав, заради тоа што таа година Кавадарци струши едни рекорди кои не верувам дека некој во Македонија ќе ги достигне како град на културата. За 365 дена успеа да направи преку 400 културни евенти. Се престорил Стојан, тој строен ерген млад, во најубаво дрво во Багремов брат. Ке побара за жена самовила една, ке ја престори во девојка за навека верна. Појта тој пред првата зора кај старата кула со наметка бела, со кавал и фрула. Ке засвири Стојан песна од срце, кон небесна сила, ке дојдат крај кулата самовили две со ангелски крилја. И орото беше, и песната од кавалот и фрулата сопре. Две самовили, а пуста ни една до Стојан не допре. Ке се памети долго песната на Ерген. Е, таков е животот, почитувани гледачи. Некој на топло ќе си раскажува поезија, ќе си прави шеги, ќе јаде пиши, маџун, малку сино, малку зелено вино, а некој на студов ќе биде во живо од центарот на Кавадарци. Македонскиот револуционер Добри Даскалов, вонвременскиот пејач Никола Бадев, кошаркарската жива легенда Тодор Гечевски, ракобетниот голман Петар Ангелов Диви, актерот Љупчо Бубокаров, стотина пејачи, актери и уметници потекнуваат токму од Кавадарци, градот на Тиквешкиот гроздобер, так фестивалот, но и градот на легендарната манифестација Дедо Цепе Борина, на која секоја бадникова вечер се одбираат најдобрите, најуспешните кавадаречки шеги. Како од чега ни минува времето, затоа веднаш ќе ја најавам мојата денешна гостинка во отвореното студио, Наташа Малинкова. Добро ти утро. Добро вам нашла. Добре ни дојде во моево студио, јас предпоставам добре дојдов во Кавадарци, иако студено, врнежливо, дошливо, мислам дека ова утро е поубаво кога е сосител, нели? Убаво е, да, и топло ви овде на сцена, немој да се жалиш дека е ладничко. Да, тоа е пред се од многуте рефлектори, да. Да, близу југо, така да топличко, не е. Да ти кажам, вчера кога стасавме беше доста дожливо и нели мака мачевме да како ќе биде времето утрово, но не послужи. Наташа, ти си млада, успешна кавадарчанка, музиката ти е од мали нозе во крвта и си една од ретките која што се уште си во Кавадарци. Еве само се потсетиме, дел од луѓето споменав, меѓутоа Кате, нели ти реков, Кате живее во Скопје. Се слушнав. Маријан Коцев исто од Кавадарци живее во Скопје. Бубокаров исто живее во Скопје. Ти остана во Кавадарци, како е да се биде роден и да се остане во Кавадарци? Па еве, јас сум доказ дека може да се функционира и вака. Со оглед на тоа што нашата мила малечка Македонија е малечка, значи може да стигнете било каде на било која локација кога имате обврски, мора да завршите некоја работа, значи често патувам за Скопје, меѓутоа се одлучив тука, можеби причината поради која останав е моето семејство, затоа што тука сум мажена, тука живеам, мојот приватен бизнис од кој што екзистира мојата фамилија е тука
Имавме некои обиди да останеме, да се преселиме во Скопје, го развивме еден период, неколку години бизнисот и таму. Меѓутоа, на вистина, Кавадарци ми е многу мирно место за живење, преубаво ми е и многу често сум го кажувала тоа, дека не би го менувала за ништо на светот. Така. Ние утро се обидуваме, како и во сите градови, на пошироката јавност да го покажеме Кавадарци, сите добри и лоши работи кои што ги поседува градот, но кои се работите кои што ти би сакала на некој, да речеме, странец, турист, кој што прв пат доаѓа во Кавадарци да му ги покажеш. Што е она што онака најмногу се гордееш на својот град? Локации, има места, многу убави храна. места, да. Ќе го спомнам прво Тиквешкото езеро. Значи едно убаво место каде што може да се релаксирате и удуживате во убавата гледка, убавата клима. Дури имам впечаток дека не е доволно искористено. Исто и јас. Од кавадарчани, за жал. Да, многу често го кажувам тоа, меѓутоа, ете, многу работи зависи од тоа. Значи се уште има места и предели каде што уште нема донесено струја, проблеме со водата, да, и многу работи околу тоа. Меѓутоа, полека се развива и тоа, мислам, се радувам заради тоа. Имаме преубав парк, градски парк, еден од поубавите, поголемите. Ние го покажавме, најголем и најубав во Македонија според многумина. Ете така, имаме убави споменици и објекти каде што може да се, кои што мислам со кои што изобилува тој предел, тој дел од градот. Имаме убави винари со кои што се гордееме затоа што така изградени баш во тој амбиент каде што може да се посетат и да се дегустира тоа што го нудат. Навистина имам убави места, не знам, ако ги набројувам, ќе заборавам секако. А ти си дел од ноќниот живот, бидејќи доста често правиш, нели? Свирки, забави, така? Да. Ноќниот живот е еден од исто убав момент кој што многу често луѓето од страна знаат да коментираат за тоа што имаме преубави локали, можеби заради виното, ракијата, порасположени сме во ноќните сати, како и да, има добри журки, има забави, има одлични локали. Така, во Кавадарци скоро секој, ако не секој има свое лозие и скоро секој прави собствено вино, ракија, кој што милува. Имаше ти свое лозие, дали ти твоето семејство? Како дете, да, имавме, малку беше тоа, беа 2 хектари, меѓутоа ме носе на лозие, имав една таква навика да станувам рано наутро и да им помагам на моите. И јас имам навика рано наутро, меѓутоа ништо од моето лозие. Ништо не. Само вака, да. Убава физкултура е, навистина убава навика е, сега во моментот немам, меѓутоа искрено Од каде набавуваш ти ракија и вино? Од пријател, така? Имам мои луѓе, имам потесното мое семејство, има се уште вино и грозје, прават и ракија, така да лесно си набавувам кога ми треба. Помила ти е ракијата или виното? Виното. Виното дефинитивно. Дефинитивно. Добро, ти си релативно млада, меѓутоа веќе имаш и младо потомство. Така. Како го паметиш Кавадарци кога ти имаше 3-4 години, кои се првите сеќавања на градот Кавадарци? Некогаш, а каков е градот сега? Дали има промени во однос на... Има. Јас, навистина, можеби не сум толку многу компетентна да зборувам за Кавадарци некогаш и сега, меѓутоа... Добро, твоја перспектива. Ние веднаш после тебе ќе имаме и еден твој познат професор, така, кој што е меѓу другото и директор на Домот на културата, кој што малку повозрасен аспект ќе зборува за Кавадарци. Во мое време, навистина, имавме прво и основно нешто што морам прво да го спомнаме, тоа што имавме некако поинакво детство. Можеби знаевме да се радуваме и на мали нешта, немавме интернет, немавме телефони, тоа морам да го споменам, затоа што јас сум од таа генерација. Имавме многу убав истоноќен живот, каде што имаше така едни културни збиднувања каде што се негуваше можеби онаа поп културата. Во последно време не дека не се негува, меѓутоа поголем замав зема онаа другата страна. Ајде да не ја именувам. Значи навистина сакам да се задржи оваа младина на тоа, барем поп културата да владее за да немаме онакви девијантни однесувања. Се трудиме да и јас со моето пеење и со моите настапи и нормално со например како мајка ги воспитувам своите деца да се пред се културни, да слушаат и таква музика, да се однесуваат така, да имаат домашно воспитување пред се. Почит кон постарите секако. Тоа ми е најважно, а тоа што сега се случува, пак ќе кажаме, нормално, новото време си носи своји работи, така да тоа е, у глобални рамки. Кажи ми, има ли нешто што ти пречи во Кавадарци, нешто што сакаш да се смени во овој град? Па во моментов не сум размислувала искрено. Пак ќе кажам, јас сум човек кој што си ја гледа својата работа искрено. И ако сите можеби се однесуваме така, ќе се биде подобро. Случуваат убави работи, да, и се ќе си биде на свое место.
секој нека си ја гледа својата работа и нека придонесува и за градот и за себе и мислам дека ќе се развиеме во една убава поубава општина, како и да е. Убава сме, меѓутоа секојаш може и подобро, да. Наташа, Кавадарци е познат по убава музика, а и природно е. Секоја што добра чашка, добро вино, добра ракија, оди добра песна. Има многу навистина кавадарачки песни кои што се присутни. Има и доста бендови во живо кои што работат, екзистираат во Кавадарци. Би го спомнал тука Трио Гранде, бидејќи многу ми спомнат да не ми замерат. Така? Ја би ја спомнала и Јани Малинкова, мојата Јани Малинкова, така и не ја пропуштивме. Ама јас реков во најавата, стотици познати. А види оваа убава слика што ни е во позадина. Добро утро, како сте, добри? Ете воспитани дечиња, браво. Па во однос на кога зборувавме на добрата почит. Да те вратам на кавадаречката музика. Имаш ли ти омилени кавадаречки песни, ако си ти традиционален поп изведувач, меѓутоа, нели, она што е наше миното е фолкот, фолклорната музика, изворната песна и така. Да, секој треба да не заборави од каде потекнува и од каде ни се корените. Значи јас ќе го спомнам прв еден и единствен Никола Бадев, кој што навистина многу го почитувам неговото творештво и неговите песни, многу често знам да запеам нешто од неговите дела. Тиквеш, тиквеш убав крај е една од моите омилени. Како беше таа песна? Тиквеш, тиквеш, убав крај, ти си прекрасен. И така натаму, да. Некој не знаеш, на вчерашен ден е починат Никола Бадев, крајот од емисијата ќе му посветам токму на него, бидејќи е еден од најлегендарните македонски уметници воопшто, а не само пееш. Да, пеев еднаш на негова манифестација, бев почестена да пеам, пеев негова преработка направивме на негова тема и многу други колеги од запавната и од народната естрада. Се случуваат такви манифестации најчесто за Гроздоберот кој што измина пред некоја недела. Многу го почитувам, пак ќе кажам, неговото творештво и треба да го знаат сите. Значи и новиве генерации треба да знаат за него. Тоа е едно од лицата со кои што најмногу би се гордела искрено од Кавадарци кога станува збор за музиката. Да, има многу, пак ќе кажеме, иначе сите други после него, нели, нормално. Кавадарци изобилува стварно со многу музичари. Тоа се докажало и на национално ниво, на естрадата, дека имаме навистина многу таленти. Сега што има Кавадарци, што нема Неготино. До кога тоа ривалство помеѓу двата соседни града? Јас искрено имам многу пријатели од Неготино и во последно време многу се движам на кај тој крај, натаму наваму се патувам, многу е близко, да, многу. Имав една пријателка од Неготино. Ете така и јас имам многу пријателки. На зезање нашиве знаат да кажат Кавадарци има семафори, Неготино има воз. Аха, тоа е разликата генерално, сум чул. Ете така, значи тука сме на вагата. Но од каде таа нетрпеливост? Тоа не знам, тоа постариве ќе ви кажат. Имам слушано дека ако си фатиш девојка од таму, па те чекаат овие од Неготино на влез дека да те тепаат затоа што не смееш да им земаш нивна девојка и обратно. Меѓутоа не знам навистина да кажам, јас не се чувствувам така затоа што мојата работа е таква да се дружам, да комуницирам со сите луѓе на целата земја, па и тука. Па и со Неготино. Локално, зошто да не? Наташа, сакав за крај да те прашам дали некојаш поради твојата кариера си размислувала да го напуштиш Кавадарци, меѓутоа ми го одговори тоа на самиот почеток, кога сме кај кариерата за крај, како да се води кариера од Кавадарци, кога се случува во Скопје и што последно правиш, иако знам, слушам една доста актуелна песна која што е на топ листите број 1. Во моментов, да. Утре, еве, премиерно ќе ви најавам, излегува мојот следен сингл, се вика Ново време. Па види, како беше прашањето? Дали си размислувала да го напуштиш и колку е тешко од Кавадарци да тераш кариера? Да. Не ми е тешко да заминам да снимам во Скопје затоа што и често ме има, мислам тоа се гледа, затоа што е навистина многу блиску. Имав еден период како тинеџер кога работев со багаж да поживеам некоја година таму, меѓутоа пак се одлучив за тука, пак ќе кажам, семејството и моите ме врзуваат да останам тука. Не ми е тешко. Можам да функционирам, еве доказ за тоа дека може да се работи, кога музиката нема граници, кога има што да пренесете и да кажете порака, не е проблем. Така. Почитувани гледачи, мојата маса е празна ова утро, не за друго, такви се телевизиските стандарди, не смееме ниту вино, ниту ракија да пренесеме на нашата софра, но со Наташа по завршувањето на емисијата ќе заминеме. Убаво е да се сака Кавадарци, драго ми е што си се уште овде и се надам дека овде ќе благодарам многу. Ти благодарам.
за твоето учество во отвореното студио на Ја сакам Македонија. Наташа Малинкова, почитувани и уважени гледачи, за кавадарци некојаш и сега. А како кавадарци изгледа низ очите на малку повозрастните, кои го паметат од некои други времења. Ве водиме во продолжение. Во Кавадарци, низ времето, ни говори Владимир Темков, стар кавадарчанец и воедно директор на Домот на културата Иван Мазов Климе. Треба да бидеш среќен човек за да си роден во Кавадарци и да живееш во Кавадарци. Ово го викам затоа што нели голем број на кавадарчани се родени во Кавадарци, ама својот живот го поминале надвор од градот Кавадарци. Но сепак тоа гиускратува со една можност да живеат еден живот кој што го нуди градот Кавадарци, еден дух кој што го дава на секој човек да се осеќа нешто повеќе од обичен човек. Старата кавадаречка чаршија, кога се затварале сите објекти, кога немало младите во Кавадарци каде да го поминува своето време, тие оделе по серенади во некој од кавадаречките куќи, каде што домаќинот нели со широки врати им отворал и тие со убавата песна го поминувале своето време. Денес тоа исто се случува, тој дух останате, само со таа разлика што тоа дружење и тоа поседување е во некој од овие модерните и новите кафичи, кафетерии, дискотеки и така. Од секогаш Кавадаречкиот парк бил едно од култните места каде што младите го поминувале своето време и Кавадарци може со гордост да се пофали дека има еден од најубавите градски паркови во Македонија. Голем дел од младите нели со гитара во раката го поминувале своето време таму. Ден денес уште го поминуваат во склопот на градскиот парк. Имаме една спомен костурница со еден амфитеатар каде што нели може да се одржуваат прекрасни сценско-ликовни настани, така да Кавадарци е градот кој што нели изобилува со места каде што културното празнење на младите може да се случи. И мислам дека тоа допринесува за развојот на Кавадарци во последните 10 години. Ако некогаш се зборувало за ривалство помеѓу градот Кавадарци и градот Неготино, тоа е само на хартија таму. За разлика од тоа, значи, кавадарчани и неготинци се добри пријатели. Ривалството најмногу постоело во спортот и само на хартија, односно на преданија и на приказки кои што ги имале кавадаречката и неготинската чаршија. Евлија Челеби е еден од познатите патеписци, турски патеписци, кој што кога дошол во Кавадарци запишал во своите мемуари дека Кавадарци е касаба на чаршија, на занајчи, на многу дучени и во една од приказките кога беговите неготински и кавадаречките бегови кога се расправале каде да биде центарот на тиквешијата, мудроста на кавадаречките бегови била толку голема што отишле во Солун да ги пречекаат инспекторите кои што султанот ги праќа за да оценат кој е подобар град и поубав. Отишле во Солун, ги земале, ги пречекале, ги донеле во Кавадарци, а за Неготино му покажале едно село Дисан кое што имало само 3 куќи. Му рекле, ете, тоа е Неготино и овие не ни посакале да влезат во Неготино, одма дале наредба дека Кавадарци е најубавиот град во теквешијата и дека тој мора да биде центар на теквешијата. Значи, тоа е мудроста која што произлегува од кавадаречката чаршија. Кавадаречки бегови биле помудри од неготинските, така да сето тоа се приказки кои што се врзани за Кавадарци и неговиот дух. Крајот на денешната емисија Ја сакам Македонија од Кавадарци му го посветувам на неговото височество Никола Бадев, еден од непознатите кавадарчани на сите времења. Непроценлив бисер,
во македонската музика. Ке потсетам на неговите први песни кои што тој ги сними за тогаш музичката продукција на тогашното Радио Скопје. На 5 август 55 година беа до 3 ми пушки пукнале, мама тоде учеше, залајала црна кучка, петлите пеат, ден ми се дени. Нели го видов, а са неа. Неговиот прв дует е со Милфред Белковска на 5 септември 55. За музичката продукција на Радио Скопје пак, тој има снимено преку 200. Мотивите на овие песни се лирски, љубовни мотиви, хумористични, револуционерни, мотиви од животите на луѓето кои оделе да работат во странство. Никола Бадев има снимено преку 100 плочи за музичките продукции во поранешната заедничка држава. Првата плоча е направена во 52-та година за Југотон, за песната "Тешка беше нашата разделба". Во 64-та година ја доби наградата Златна плоча на фестивалот Илидија за народна музика, а во 67-ма на фестивалот Септември во Ивањици, заедно со неговата ќерка Бадев ја освои првата награда. Честопати беше и гостин на фолклорниот ансамбл Танец, како и на други фолклорни групи од Македонија. Исто така, Никола Бадев учествуваше како гостин на многу други ансамбли од Белград, Загреб, Сараево. Не знам дали сте знаеле, но неумирена песна на самиот Бадев била токму "Ајде дали знаеш, паметиш милица", песна посветена на неговата сопруга. Овде, во Кавадарци, е изградена и спомен биста во негова чест. Вчерашниот пак ден, за жал, беше ден на неговото заминување од нашиот свет. Никола Бадев, почитувани гледачи, е само еден од многуте кавадарчани кои што го сакаат градот. Никола Бадев е само еден од многуте кавадарчани кои што сакаат песната и му се радуваат на животот. Никола Бадев е само еден од кавадарчаните кои што ја сакаат сопствената земја. Да се сака Македонија е да се познава истата. Да се сака Кавадарци е да се познава Кавадарци. Токму затоа, ова утро, заедно со целата моја екипа, бевме овде во Кавадарци, да ви го доближиме од малку поинаков аспект. Почитувани и уважени гледачи, имајте убав и пријатен ден и останете со најгледаната телевизија Македонија, телевизија Сител.